Неколкугодишните закани на македонските тутунопроизводители дека тутунот полека ќе го снемува од нашите ниви изгледа се остваруваат. Причините се познати. Последователно лошите откупни цени, двоцифрената инфлација која им ја јаде заработувачката, драстично скапените репроматеријали оставија големи земјоделски површини да бидат необработени. Тутунарите велат дека крајот на годинашниот откуп е многу блиску, иако започна само пред еден месец, бидејќи тутун нема. Со оваа динамика, откупот на тутунот 99% ќе заврши до петок. Се шушка дека откупувачите молат и покојки, дури и за цена од 350 денари по килограм. Може би в година ќе биде и 500 денари, зашто нема повеќе кој да работи тутун. Јас повеќе не работам, така што колку сака нека биде. За следната реколта, тие што садат по 2, 5 или 6 декари, 70% ќе се откажат. Море сите ќе се откажат, од тие 300 денари да е, тие сега ништо не вредат, се само дел од реакциите на тутунарите на социјалните мрежи. Наспроти ваквите загрижувачки состојби од терен, државата пак е убедена во сосема спротивното. Само пред 10 дена, премиерот и министерот за земјоделие уверуваа дека тутунопроизводството напредувало како никогаш досега. Пораст има и кај бројот на склучени договори. За реколтата 2022 година склучени се 29.653 договори, што е за 7% повеќе од минатата година, кога биле склучени 27.700 договори. Оваа година се очекува да се откупи 21.000 тони тутун, што е за над 10% повеќе од она што беше откупено минатата година, кога беа откупени 18.600 тони тутун. Овие стартни податоци ветуваат успешен откуп на тутунот, што крајно значи бенефит и за државата, и за тутунопроизводителите да продолжат да вложуваат во производството и да придонесуваат во развојот на оваа земјоделска гранка. Тутунопроизводителите пак остануваат децидни во проценката дека годинава родот немало да тежи повеќе од 18 до 19 милиони килограми, иако, според нив, 10 откупувачи очекувале да откупат дури и околу 26 милиони килограми тутун, што според тутунарите било илузија.